Господине Меджити, припадници на она нема, ние имавме терористи. Ова е закон за бранители кои што ја бранеа Република Македонија од твоите терористи, што сега сте сите во парламент. Така да, знак еднакво тука нема да се стави никогаш. Па каде се? А истиот овој закон го има предложено Драган Ковачки кога ВМРО ДПМН било во опозиција. Сега прашањето е, дали Мицковски тогаш сакал да предизвика етнички тензии или лаже дека овој закон воопшто предизвикува етнички тензии, идејата му е тоа што го вика Мечка, он има проблем со Влен, него Меджити му кажа дека законот нема да помине, него Африм Гаши му кажа дека ќе го блокира по секоја цена законот и сега он на тие 430.000 освен ова нема што да им даде и се ќе измислува тензии, дестабилизација. Саша Ристевски има добра едно нешто, за секоја една у последните недела дена, да не одиме од кога е на власт. У последните недела дена он сам се едно нешто е со дестабилизација поврзано, со уцени поврзано. Нека брка работата. Значи еве овдека Саша Ристовски има уште поголем проблем. Добар, има точен коментар. Саша Ристовски вика не го оценуваат глупе. Ајде, ако може само да направиме еден контраст, една споредба помеѓу два политички лидери. Ајде да го видиме Венко Филипче. Што вика Венко Филипче за законот? Спремен е Венко? Ајде да го видиме Венко Филипче. Овој закон е со цел да се излезе во пресред на реалните потреби на барањата и на тие луѓе кои што имаат инвалидитет, преживеани и семејствата кои што имаат загинати бранители. Така да сметам дека се што можеме да направиме во интерес на граѓаните, во задоволувањето на нивните реални потреби, ние го правиме и ќе го правиме и понатаму. И тука воопшто нема никаква димензија на некаква меѓуетничка поделба или некако подгревање на меѓуетнички тензии. Ако некој подкрева, тоа е... Значи, ја не го переме Сквадрон, не го переме ние Венко, воопшто. Дал поддршката. Него јас сега зборам кој дава поддршка на законов и кој има по рационално размислување, кој што вика Боро има поише бели бубрези. Некој да ми кажал пред 4-5 години дека Венко има по-логична изјава од Христијан Мицковски, ја ќе сум го направил будала. Пази Венко што му вика, нема етнички тензии. Ако мислите дека може да предизвика законов етнички тензии, тогаш ајде да отвориме дебата да видиме, можеби ќе треба. Кој ќе направи, да. Не, можеби ќе треба да се додаде и некоја друга група на луѓе во тој закон за да ги добијат субвенциите. Сега јас не се сложувам со тоа. Која друга група на луѓе ќе се додаде? Ќе се отвори дебата, рече, можеби Ама ако го имаме предвид ова што Меджити цело време го збори, коалициониот партнер во кој што е заљубен Мицковски, тој ти кажува дека морало и припадниците да се донесе закон, ако имало забранителите да има закон и за борците на она. За припадниците уствари на она. Пази каква уцена, на која што Мицковски се прави будала скрос, она е будала. Ама овде само уште еднаш ни потврди. Да се прави дека не го слушна тој дел. Како не го слушна тој дел? Му го поставија како прашање, се прави будала, дека не му поставиле такво прашање. Слушај, со се може да се прави будала. Ама со човечки судбини не може да се прави будала. Затоа што, види, ти да дозволиш не влада да ти зависи, не знам што да ти зависи, да дозволиш овој до тебе, Меджити, да ти каже дека треба да ги поистоветиш бранителите и терористите, значи, првен сам треба сега да земе, да си даде оставка. Значи... Како прво, Меджити кажува дека нема никогаш да поддржат закон за бранители, ако не бидат ставени и припадниците на она. Закон за привилегии на припадниците на она. Пошто Мицковски не може да му каже, ја ќе му кажам. Господине Меджити, привилегии за припадници на она, такви немаме. Припадници на она нема, ние имавме терористи.
Ова е закон за бранители кои што ја бранеа Република Македонија и граѓаните на Република Македонија од твоите терористи, што сега сте сите во парламент. Така да, знак еднакво тука нема да се стави никогаш. Ке се стаи. Епа сега ќе се стави. Ако се стави, тогаш Мицковски треба да биде првиот што ќе биде предавник на овој народ. Мицко е предавник на овој народ. Ама со ова, со печат ќе биде предавник на овој народ. Како може бе Мечка, како може да биде исто припадников на она што правеше масакар и бранителот што или е 100% се инвалиди, или е не знам колку 3 метра под земја оставени, како може? И сега ти да ставиш знак еднакво за припадниците на она што правеа масакар на нашите бранители? Тоа не може. Аце Вентуровски прашува што мислиме кој е поголем интелектуалец и експерт во своето поле, Мицковски машински инженер и Филипче неврохирургија? Па Филипче сигурно е попрецизен за тоа што глави отвара. Ако ништо друго. Овој може само овој само може да расипе и да толку. Кек Филипче не може да има грешка. Пошто грешка, ако има грешка толку е, а кај Мицко не нас. може да си игра со она џојстикот на роботиката и ништо повеќе. Моабетот ми беше околу законов, значи дури и Венко е порационален од Мицковски. Значи Мицковски влегува у приказки кои што немаат врска, затоа што му е страв да се одважи да го изгласа законот. Зашто Мечка да му е страв? Тоа сакам да тоа сакам да го дебатирам. Зашто да му е страв сега? Ја не сум психијатар на Христијан. Па да, ама зашто да ти е страв бе? Чекај бе малце. Ама има поента тоа што го збори. Може само затоа што ве слушам и двајца. Значи што се случува? Што се случува? Замисли. Владава која што ја направи Христијан Мицковски. Добро. Го враќа името. Го поништува договорот со Бугарија. Го прави ова, го носи законот за бранители. Ја укинува двојазичноста која што тврдеше дека е неуставна. Че ги прави сите работи кои што ги вети пред избори. Влен излегува од коалиција, така? Добро. Влен излегува од коалиција, надополнува со пратеници СДСМ до распишување на нови избори. Христијан Мицковски има 900.000 гласа на следните избори. Он е наредниот победник. Да, целата политичка логика вика дека тоа што си го ветил и остварување на тоа се лесно остварливи работи. Не треба некој математики, не треба некој ништо не треба посебно да се направи. Треба само политичка волја. Точно. И ти ги правиш овие работи. И ми паѓа коалицијата, влен искача, меѓути вика Мицковски е, не знам, сатрап на албанците, ги малтретира, не угнет. Мицковски има 900.000 гласови на следните избори. Мицковски испаѓа дека е заложник на влен. Зошто е заложник? Тоа ми е главното прашање. Затоа што му е најбитна власта. Зошто е заложник? Ама ќе има власта пак. Ќе има власта пак. Епа како? На овој начин. Ќе има власта. На овој начин ќе има поддршка. Ќе има поддршка. Ама не бе Мечка, како може ако е заложник треба да каже зошто е заложник. Сади тука си. Странски факт. Може да бидеме реални. Нека излезе, нека каже заложник сум. Тоа е невозможни работи сега се прават мога. Абе, Мечка има и други ние сме тука за да констатираме дека на Мицковски му е страв да го изгласа законот за бранители. Крај на приказката. Епа му е страв. Не станува збор дали ќе му излезе влен. Ќе му излезе. Ќе го бутнат од власт тие кои што му даваат поддршка. Ама колку пратеници се тие ќе ги добие од друга партија? Не станува збор за пратениците, станува збор за меѓународната вакво. Тоа е проблем. Дојдовме до дојдовме до дека има проблем со меѓународнава, нема проблем со. Значи дека луѓето за џабе гласале, точно. За џабе имале некакви очекувања, затоа што Македонија ниту е наша, односно не е на гласачите кои што го избрале Христијан Мицковски, како што дека сме дадени под кирија, ниту ќе биде пак горда. Затоа што ако не е наша, ако ние не одлучуваме за нашата држава, не можеме да имаме ниту горди. А што се однесува на Меджити му кажа преку мене мртов ќе го изгласате законот. И денеска Африм Гаши му покажа на Мицковски и Африм и Изет и целата коалиција на Влен му покажа на Мицко како се тера политика. Денеска го извозеа како млад мајмун по керамиди го извозеа. Цела коалиција Влен го возеше денеска. Па он што ја викаше? Како млад мајмун. Што ги викаше Дуи дека биле криминална и банди и не знам што, за овие се академици. Нема ние цело време доаѓаме до една
чудоневидувачка констатација дека Христијан Мицковски се однесува посервилно кон Влен Многу со посервилно. 58 пратеника, од она што СДСМ се однесуваше кон Дуи со 40. Точно. Значи, има сериозна разлика. Оне речиси до... Ај пушти го ова. Оне речиси без 3 пратеника кои што кажуваше дека ги купил, ги добил преку договори и така натаму, без 3 пратеника е до мнозинство во собранието. Малку му фали, неколку пратеника од СДСМ му фалат и без Влен да има двотретинско мнозинство во собранието и ти си во таква позиција и немаш храброст да направиш ништо тоа што си го ветело пред избори. Значи вака. Ама и ти втора треба како работа. добар Тоа е политичар како да да- знаеш и пред избори што ветуваш и докаде можеш да... Втора работа. Стојанче Ангелов го нема никаде. Каде? Тоа сакав да го Он прашам ја. излегол, ова ќе влезел у од коалиција. Не, друго пуштаме. Он излегол од коалицијата за да влезел со ВМРО-то, затоа што ВМРО-то му ветиле дека ќе му гласаат закон за бранители. Кај е Еве го закон за бранители? законот. Ама еве го законот. Каде е? што Зашто не го гласа денеска? Дали Стојанче Ангелов ќе даде некаква изјава подносно ова? Може да се јави во живо во емисија. Да ни каже ставот негов како. Ставот на Стојанче Ангелов зошто денес не го искритикува ВМРО-ДПМНЕ. Види го овој Бране Петрушевски